мал увод, значи не е носење на ова нова одлука, туку барање за продолжување на веќе донесена одлука, со тоа што се бара да се доодобрат скратените количини од првата мерка. Така да во тоа чисто една корекција дека не е тоа нова одлука, тоа е барање за веќе донесена одлука од скратени количини. Ние во неколку наврати и настапи до сега најавувавме дека ќе следи поскапување на цените на месото и месните преработки како одраз на глобалните светски движења на пазарите со храна и месо, од каде и местната индустрија ги набавува суровините. Тоа не е, местната индустрија не е надвор од овие текови и неминовно тој пораз на некој начин ќе мора да се пренесе и на домашните преработки. Овој раст се случи пред повеќе од неколку месеци и тоа во значителен процент. И покрај тој светски тренд на пораст на цените, ние се уште на домашниот пазар не ги покачивме цените на домашните преработки, но оваа состојба не може да трае подолго. Најдоцна очекуваме после велигденските празници ќе бидеме принудени да ги покачиме цените на домашните месни преработки. Висината, значи свесни сме дека покачување ќе има. Висината на покачувањето ќе зависи од неколку работи. Најпрво, дали ќе има продолжување на владините мерки за ослободување од царина на месото наменето за преработка, донесени редовно одобрувани и донесени пред почетокот на пандемијата, за кој неколку пати укажував. Второ, дали во новиот пакет економски мерки ќе биде вклучена и местната индустрија или на некој начин соодветно биде насочена потрошувачката на домашните производи од домашните производители. Исто така неколку пати е укажувано и за ова. И секако движењето на светските пазари и понатаму. Всушност, од овие фактори зависи дали покачувањето ќе биде 20, 30 или можеби и 40%. Воочувајќи и сакајќи овој пораст дека ќе следи, но сакајќи да го ублажиме за домашните потрошувачи, апелиравме. Ова е тоа што и порано го кажав и во насловот, апелиравме барањето за враќање на скратените количини од последната мерка на владата за укинување на царинските давачки на замрзнато свинско месо наменето за преработка, доставено пред повеќе од еден месец, да се донесе и одобри што е можно порано. И во моментов некои од производителите и членки на групацијата веќе настапуваат со нови покачени цени. Имаме некоја моментална релативна стабилност, која оценуваме дека се должи пред се на задоцнетите мерки на надлежните за поттикнување на домашната потрошувачка, а со тоа и слабата домашна куповна моќ на граѓаните, соодветните залихи на дел од произведувачите обезбедени од претходно, кој секако веќе се при крај, како и моменталниот вишок на домашно свинско месо, кој местната индустрија го прифати и откупи во целост и од него ги надомести потребните количини за преработка. Очекуваме дека до престојните празници и ќе издржиме, ќе остане моменталната ситуација, но после празниците ќе следи неминовно драстичен пораст на цените на свежото месо и месните преработки, во зависност од тоа дали ќе продолжи мерката или ќе биде донесена задоцнета. Досегашните мерки, одобрувани во континуитет изминативе 3 години, дадоа резултати. Тоа се гледа од фактот што увозот на готовите сумомеснати производи се намали за 28%, а додека растот на домашното производство, свинско-фармерско производство, расте од прилика годишно за меѓу 8 до 14-15%. Индустријата, користејќи оваа мерка од 2018 година па нааму, соодветно одговори на увозот и на странските производи, и тие странски производи ги субституираше со производи од
домашното производство. Како што напоменав, тоа беше некаде отприлика, тоа е некаде околу 28% намалување на увозот на готовите производи. Односно од 13 милиони килограми во 2017, во 2020 увозот бил 9 милиони килограми, а при тоа дел од капацитетите во овој период пред пандемијата остварија и извоз во соседните земји. Напоменуваме уште еднаш, местната индустрија не бара субвенционирање, туку изедначување на условите на стопанисување за да може да обстои и го задржи постоечкото ниво на работење и вработење. Во случај на неприфаќање на барањето, односно неодобрување на количините кои претходно во стандардни услови на стопанисување беа одобрувани, очекуваме дека ќе следи неминовно значителен ценовен шок, да речам, по празниците, со драстично зголемување на цените на местните преработки од над 30 до 40%, а може да се случи и пропаѓање на уште некој од домашните капацитети. Благодарам, повелете ако имаме прашање.